Ребалансот на буџетот е донесен со задоцнување, а непродуктивните трошоци не се доволно скратени, реагираат од Институтот за економски истражувања FinanceThink. Од намалените трошоци се компензирале само 68% од парите неопходни за покривање на загубите од COVID-19. Од FinanceThink дури потенцираат дека очигледниот напор да не се скратат одредени тековни трошоци може да се толкува како предизборен потек. Доказ за тоа биле скратените стоки и услуги за 8,7%, а трошоците за плати и надоместоци за само 1,4%. За сметка на тоа, дури 65% од вкупно намалените трошоци отпаѓаат на капиталните расходи. Па затоа FinanceThink смета дека капиталните инвестиции се најдоа на удар на овој ребаланс и покрај тоа што бизнисот бараше строго 100% реализација и дури зголемување на клучните инфраструктурни проекти. За споредба, кратењето кај капиталните расходи е скоро двојно поголемо, 18% во споредба со иницијалниот план или 1,8% од буџетот за 2020 година. Последно во некореспондира со најавите за интензивирање на извршувањето на капиталните расходи, па дури и почнување на планирани проекти за 2021 и 2022 во тековнава година. Кратењето на непродуктивните трошоци треба да биде радикално и одлучно, не само за да осигура фискален простор за финансирање на мерките сврзани со COVID-19, туку и да испрати јасен сигнал дека државата води посветена и конзистентна фискална политика во услови на криза. Наместо еднократни дарови, третиот сет мерки требаше да содржи покрупни системски промени. Од пакетот мерки се гледа дека владата не ги почитува работниците и ги става во втор план, реагираат синдикатите. Тие се особено незадоволни затоа што владата не го прифатила нивниот предлог законски да им се овозможи сите работници кои на било кој начин останале без работа да добиваат надомест од Агенцијата за вработување согласно работниот стаж. Наместо тоа, надлежните се одлучија за мерка за паричен надомест од само 2 месеци. Се изборивме и за нив, меѓутоа не само 2 месеци. Ние мислевме дека тие разговори што ги имавме дека ќе бидеше важи законот што преска го цитирав дека во случај на вработеност максимум до 12 месеци да примат тие работници надомест. А вака само 2 месеци ќе завршат тие 2 месеца, што прават тие работници понатак. Третиот пакет мерки тежи 355 милиони евра. Тој вклучува делење ваучери за туристички патувања, платежни картички за пазарење, викенд без ДДВ, награди во висина од 20% од основната плата за здравствените работници, а компаниите ќе добијат помош од 200 милиони евра.